Преку интервентниот фонд за земјоделство владата обезбеди средства за поддршка на лозарите и винариите. Ова го истакна премиерот Димитар Ковачевски на денешната пресконференција на која зборуваше за новите откупни цени на грозието: 13 динари од килограм за смедиревка и 15 динари килограм за вранец. Верувам дека и винариите и лозарите се задоволни од постигнатата цена и дека договорите ќе бидат испочитувани од двете страни. Второ, прв пат оваа година на самиот почеток на кризата, владата реагираше со брзи одлуки и ја донесовме програмата за интервентен фонд со почетен буџет од 400 милиони денари, а со ребалансот на буџетот овој интервентен фонд беше зголемен за дополнителни 500 милиони денари. Значи вкупно 900 милиони денари за мерки за поддршка на земјоделците во услови на криза покрај редовните субвенции кои што беа во целост програмирани. Токму во овој интервентен фонд се обезбедија и мерки за поддршка на лозарите и винариите, за да имаат помали трошоци и одржливо производство. Односно 120 милиони денари за поддршка на винариите и дополнителни 2 денари за килограм откупено грозје за лозарите. Министерот Николовски пак подлече дека со измената и дополнувањето на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година се воведува дополнителна мерка наменета за поддршка на лозарите, кои имаат површени подлозови насади и остварено производство на винско грозје од реколтата 2022 година и истото да е предадено во регистрирани капацитети или да е искористено за потребите на сопствениот регистриран преработувачки капацитет. Дополнителната мерка изнесува дополнителни 2 денари по килограм. Лозарите знаат дека веднаш по носењето на годишните програми пред Свети Трифун со една одлука во еден ден се исплатјат над 10 милиони евра кон сите лозари кои што ги исполнуваат условите за исплата по оваа мерка. Наша надлежност исто така и винската индустрија, со која сите ние се гордееме, бидејќи нашите македонски вина се врвни и добиваат бројни награди во светот, и затоа на подсекторската група за вино е договорено во наредните 90 дена да се посветиме максимално на креирање на нова стратегија на база на анализите кои што ги правеше Министерството и со која што во наредните години ќе бидеме, односно нашите вина ќе бидат силно препознатливи и ќе го изградиме нашиот вински бренд. За таа цел, оваа година креираме нова мерка, која што е дел од програмата за финансиска поддршка за 2022 година, со која што исто така во време на сериозна, длабока економска, енергетска и секаква криза придонесуваме и за поддршка на самите винари, односно истите ќе бидат поддржани во извозот, во транспортот, со дополнителни мерки кои што владата ги обезбеди. Парите се обезбедени со самиот ребаланс, ќе бидат дел од интервентниот фонд, со 150 милиони денари ќе биде поддржан и винскиот сектор соодветно. Инаку домашното просечно производство на грозје е околу 270.000 тони на годишно ниво, додека просечното годишно производство на вино е околу 100 милиони литри.